Дождот во летниот период е секогаш од помош, особено во последните години кога имаме навистина огромен број пожари на многу локации низ регионот, а секако и Македонија. Колегата Мартин Николовски заедно со екипата на МТВ беа на терен за да погледнат како се справуваат надлежните служби со пожарот кој што избувна во јасен, односно ни ја пренесува комплетно сликата од опрема, од луѓе кои што се на терен. Секако оваа ситуација ја мобилизираше целата држава, пожарникарни, секако исто така и полиција, војска, локални жители кои што помагаа во гасењето на пожарот и од она што тој ни пренесува од терен, вели дека воздухот е исполнет со пепел, мирис на изгорено дрво, непредвидливи пламени кои секојдневно ја голтаат шумата. Тоа важи за од 9 август, кога всушност започна пожарот во Националниот парк Јасен, односно една од најголемите природни резервати во Македонија. Да ја погледнеме неговата репортажа и што се ни пренесува од таму. Воздух полн со пепел и мирис на изгорено дрво. Пожарот, што започна на 9 август во Националниот парк Јасен, се уште ја јаде секоја педа од шумата, а зад себе остава црнила. Пожарите што се појавија поради високите температури и сувата трева, представуваат закана не само за шумскиот фонд, туку и за уникатната флора и фауна кои го прават Јасен еден од најзначајните природни резервати во земјава. Мирисот на чат на повеќе локации овде во Националниот парк Јасен, што ги регистрираше камерата на македонската телевизија, е резултат на повеќето пожари што горат во Националниот парк Јасен. Густиот чат е проблем за армиските и полициските хеликоптери, како и за авионите што учествуваат во гаснењето на пожарот. Припадници на армијата, полицијата, дирекцијата за заштита и спасување во моментов работат на терен за да спречат пожарот да премине од другата страна на планината. 5 часот и 30 минути наутро. Екипата на македонската телевизија, заедно со директорот на дирекцијата за заштита и спасување, Стојан Ангелов, пристигнаа во местото викано Кулата. Време е да се тргне на терен за да се направи противпожарна пресека. Сега изигуваме на гребенот. Пристапот до пожарот е исклучително тежок. Нема патишта, само планински премини и камени стрмнини по кои едвај може да се искачи исклучиво со теренски возила до одредени точки. Понатаму, движењето е исклучиво пеш. Огнот е непредвидлив, а ветрот го разгорува и го шири за миг. Сонцето со првите утрински зраци го осветлува теренот за уште еден ден борба со огнот. Директорот Ангелов вели дека минатата ноќ, иако тешка, успеале да спречат огнот да премине на другата страна од патот. Али овде имаше жестока борба минатата ноќ. Со паника, знаеш, ноќно време ништо не се гледа, впрчат возила натака навака. Оние пинцгаурите не беа мислам дека секи изгореше. Екипи на територијалната противпожарна единица, припадници на армијата, полицијата, вработени во паркот и локални жители, секојдневно се на терен. Помош има и од воздух со 2 хеликоптера на армијата и полицијата. Кога зборувам дека е стрмно, мислам на ова. Овде е невозможно човек да се симне, односно алпинисти можат, но е многу ризично. Уште кога ова би горело под нас, бидејќи сега сме пред линијата на огнот, токму тоа е причината поради која што гасењето од земја е безмалку невозможно. Зошто не користиме воздухоплови, особено рано наутро, се слуша брчењето на хеликоптерот кој што доаѓа. Армиски од хеликоптер доаѓа кон ова позиција. Погледнете го ова напред. Не може да летат, нема никаква видливост, нема потисок, самото летало не е безбедно и ние сме едноставно немокни. Треба да почекаме да се крене чатта и дури потоа да почне судејство. Пристигнаа полициските тигри и волци.
Време е за подготовка на стратегија и координација како ќе се пристапи кон огнените жаришта. Бидејќи огнот се движи од средината на гребенот на средината на гребенот нагоре, наша прва цел е горниот дел да го изчистиме. Од прилика оваа широчина на чист терен, на чист појас е доволна. Долу во густото. Откако се договорија, започнаа активностите на теренот. Механизацијата тешко може да се внесе, па најголемиот товар паѓа врз луѓето и воздушната поддршка. Прво се поставија јажиња и со нивна помош војниците и алпинистите на полицијата со моторни пили и секири започнаа да се спуштаат и да го расчистуваат теренот. За денес испланиравме на комплексна операција, бидејќи се работи за екстремно стрмен, негостољубив терен по кој што е невозможно луѓе да се движат без соодветна алпинистичка опрема, и тоа во услови на пожар, кога пожарот во одредени парцели зафаќа борова шума, се развива висок пламен, висока температура и многу чад која што може за миг да задуши човек. Вчера одлучивме да го пречекаме пожарот овде на овој гребен. Би можел и снимателот, доколку е во можност да го фати гребенот. Горниот дел на гребенот е релативно чист, долниот дел е пошумен, но бидејќи се работи за многу стрмен терен, не верувам дека може преку камера и на телевизија тоа да се прикаже во реално колку што е стрмен. Затоа денес овде на лице место се десетина припадници на полициските тигри, десетина припадници на полициските волци, тоа алпинисти. Затоа што сепак овде бара познавање на движење по стрмен терен. И со нив ќе се обидеме да го изчистиме овој терен од вегетација. Значи, имаме моторни пили, секири и така натака, средства со кои што ќе ја исечеме вегетацијата, ќе ја префрлеме од другата страна, но воедно побарав помош и од неколку дрвари, лица кои што се професионални дрвари, секачи, дрвосекачи, ќе дојдат на брагу, исто така со моторни пили, и тие ќе учествуваат во сечењето, доколку некој од нив може да се спушти по волку тежок терен, а ние ќе ја растргаме вегетацијата од другата страна. Зато кога ќе дојде огнот од оваа страна, а тоа можеби ќе се случи денес, да можеме на средината да го браниме буквално со оние грбните водни прскалки, односно на пртњачи и со противпожарни метли. Да не му дозволиме да префрли од другата страна, и на тој начин, ако успееме оваа акција да завршиме денес, пожарот ќе биде ставен под целосна контрола. Да не беа пинцгоерите, мислам дека пожарот одамна ќе префрлеше на другата страна. Пинцгоерите се покажаа како најдобри возила за овој терен, бидејќи се добри колку дива коза. Може да се искачат онаму каде што другите теренски возила не можат или би можеле поспоро и поризично. Од друга страна ги носат 1,5 тон вода, за разлика од 600 литри кои што ги носат останатите теренски возила. Има добри возачи, пред се од специјалните единици, од ДБР, но користиме возачи и од војската, изворедни возачи, бидејќи се управува по страмен терен, по тешко пристапни патишта, шумски патишта, кои што и не личат во суштина на патишта, како што е ова место овде, докаде што е дојдено со возило, може да ги забележите и трагите. И хермелините и бетерите кои што се наоѓаат, мислам дека ги видовте. Имаме овде 2 хермелини и 2 бетери, но нив ги користиме пред се за дотурна вода. Зборам сега за хермелините, едниот има цистерна од 6 тона, другиот од 8 тона. И ги користиме за дотурна вода и имат силни мокни пумпи. Во случај на огно да дојдеше кон објектите на Јасен, можевме да го браниме, и двата бетери кои што имат водни топови со дометот, би рекол безмалку 100 метри. Значи, самите објекти на Јасен во 2 наврати беа силно загрозени. Во едниот наврат огнот ни дојде на самата ограда, учествува во гасењето непосредно. Знаете, кога ќе се затекнете до оган, сите помагаат онака како што можат. Најкритично на Јасен е што огнот се движи низ мешана шума. Борови и дабови стебла што горат со силен тресок и зад себе оставаат пустош. Но Ангелов смирува дека штетите се помали од тие што се презентираат во јавност. Какви се штетите од пожарите? Па јас вака би одговорил на ова комплексно прашање. Штетите се најмалку 10 пати помали од тоа што би биле кога не би била нашата брза и пожртвувана реакција, затоа што се што поседува државата употребивме
за справување со овие пожари, дури и оние стари, би рекол, расходовани возила, ги ставивме во функција и нивната улога и тоа како е значајна, затоа што, како што реков, пинцгојерите се исклучително корисни, но и хермелините и БТР-ите. Доколку немаше ваква организација на сите субјекти кои што учествуваат во гасењето, штетите ќе беа многу повеќекратно поголеми и ние во овој момент покрај професионалните пожарникари кои што сепак се прва линија на одбрана против огнот секогаш и секаде, бидејќи тоа е нивна професионална обврска, од друга страна факт е дека се најискусни и најдобро ја познаваат оваа материја. На нив секогаш и помагаа вработени од национални шуми. Национални шуми минатата година немаа гориво да излезат на терен. Јас бев директор на ЦУК, ние добивме од нив мејл, нашите тимови нема да учествуваат во гасење на пожари бидејќи немаме гориво. Тоа е недозволиво. Оваа година нивните екипи се насекаде. Прашање колку се користи, некаде се исклучително користи, некаде помалку, бидејќи има доста возрастни луѓе. Старосната граница кај нив е на некои места многу висока, би рекол. Не старосната граница, средната старост. И понатака овде вработените на јавното предпријатие Јасен, кои што пожртвувано се борат со овој пожар сите овие денови, но исто така на многу места многу граѓани, доброволци, особено кога огнот ќе дојде до нивните населени места, до нивните села, нивните викендици и припадниците на армиите и полицијата кои што се исклучително добри, пожртвувани, бидејќи самите специјални возила со нив оваа сезона управуваат припадници на полицијата и делумно на армијата. И учествуваат непосредно во гасењето, поставување на одбрана, правење на противпожарни појаси како што сега, ама правење на противпожарен појас на вакви места, значи места каде што обичните луѓе не би можеле да се снајдат. Понатаму ќе ги спомнам, иако последни се можеби највисоко на листата, воздухопловите. Храбрите пилоти на полицијата, армијата, но и на тракторите, кои што дадо огромен допринос во борбата со огнената стихија, бидејќи тие едноставно го спласнуваат, го легнуваат огнот за да можеме ние пешадиски да му придеме од земја. Но едно правило кое што го повторувам со години наназад, се додека пожарникарска чизма или можеби војничка чизма, во зависност од тоа кој гаси или полициска чизма, не стапнат врз пожарот, тој не е изгаснат, бидејќи секогаш, колку и да действува прецизно хеликоптерот или тракторот, ќе остане некое метро запалена вегетација и потоа само ќе се направи нов крак на пожарот. Сведоштвото на македонската телевизија, како државните институции се справуваат со пожарот во Националниот парк Јасен, заврши со тоа што пожарот беше ставен под контрола. Борбата со огнот е приказна за пожртвуваност, храброст и надеж дека природата и покрај раните ќе успее повторно да се обнови и потсетник за тоа колку сме ранливи пред силата на природата, но и колку сме силни кога сме обединети.